Имаат луѓето овде толку многу работа околу лавицата и лавчињата и да направат се она што треба, нели, за да бидат тие здрави и живи, нели, и да ги радуваат сите оние кои што сакаат еве вакви убави вести токму од нашата зоолошка. По 20 години во Скопската зоолошка се родија 3 лавчиња. Во овој миг со мене е директорот на зоолошката Кристијан Стаминов. Добро утро, добре ни дојдовте на лице место во утринска на Телма, и Александар Мажовски, оној кој што пак е задолжен заедно со својот колега во овој период особено да се грижи за лавицата и за лавчињата. Така е, да. И сега прво со господинот Стаменов. Каде бевте? Не бевте овде кога се роди првото лавче? Овака, ние бевме на пат за Софија, во посета на зоолошката во Софија, и на известие дека во моментот имавме 2 практиканти од ветеринарниот факултет, на известие дека во моментот лавицата се пораѓа. Веднаш вработените, Аци, Мики и другите пристапија до живелиштето, ја одвоја во внатрешниот дел, бидејќи тоа беше Кристијан овде се да, токму тука позади нас. Тоа беше 7 март, исклучително ладно време, уште остатоци од снег, така да моравме да ги затвориме внатре. Првото лавче кое што се роди го земавме, го реанимиравме, го стопливме, го исушивме и веднаш го вративме кај мајката. На наша среќа го прифати. Постои можност и таква, да не го прифати? Да, ако го одвоите од мајката и ако осети некој мирис, внимававме на тоа и го прифати, веднаш го вративме. Така да во текот на денот, на 7 март, веќе до 8 март имавме 3 лавчиња. Супер. Пресрекни, веројатно, после 20 години. Па, вистинска среќа. Тоа е прв пат бели лавови во зоолошката, после 20 години мали лавчиња. Супер, да. И сега се силиме кај Аце или Александар Мажовски, да. Како беше во утро? Лавицата велите ја раните вака одблиску, да. Што значи тоа? И тоа е лавица која што навистина будно како мајка се грижи за своите дечиња. Па тоа значи дека имаме остварено меѓусебна доверба и лавицата ни дозволува да имаме близок контакт, значи рачно ја храниме, не ја отвараме, сепак тоа се врши преку решетки, на тенки шницли, исклучиво јунешко месо јаде и свежо месо, да. Свежо месо. Нема страв, Александар? Не, ве прашав. Па нема, значи пред се го чувствува животното тој страв и тогаш она зазема по надредена позиција, така да стравот е исклучен за да може да се работи со вакви ексклузивни и екзотични животни. Така е, да. Кажавме Бела е мајката, така, а Чака е таткото. Така е, да. И сега Чака не сме да се доближи до мама Бела. Па мама е супер. Мама затоа ги штити максимално малецките, не дозволува пристап. Иако они се физички одвоени, сепак визуелно може да се видат и ги држи сите на страна, само малите ги чува и многу убаво се грижи за нив. Така е, да. Сега се силиме кај Кристијан да ми кажете што е перцепцијата сега за натаму како ќе оди. Велите веќе викнавте ветеринар кој што ќе ви каже како и што, нели, околу вакцини, околу таа грижа да останат сите здрави. Вака, ние имаме наш ветеринар во зоолошката, имаме стручен тим кој што се грижи за тоа. Се консултираме и со другите зоолошки за да добиеме најдобра ветеринарна нега да обезбедиме. Во следниот период ќе процениме, значи околу 7 до 8 недели, да видиме што ќе одлучиме, дали ќе одиме да ги споиме заедно со таткото или да растат само со мајката во еден поголем простор. Има супер услови за живење и за растање, се потрудивме да обезбедиме мирна средина, така да ќе замолам за трпение и на медиумите и на посетителите. Во следниот период ќе бидат одвоени, планираме некаде од кога ќе завршиме со ветеринарните проверки и вакцинацијата и ревакцината, да тогаш ќе бидат достапни, да кажеме, некаде од прилика предпоставуваме во средината на мај. Во средината на мај. Па добро, тоа е убаво време. Така е, така е. Кога се ќе биде веќе, кога сите деца ќе сакаат веќе да ги видат малите лавчиња. Александар, имате вистинска можност од блиску, како велам, нели? Сега им кажувам и на нашите гледачи дека нели не треба да ни забележат. Тоа е само за убавото на сите, така. Во тој простор треба да бидат тие сега оние кои што ќе се грижи мајката за своите дечиња. Какви се лавчињата од блиску? Фантастични, значи нешто поубаво не сме виделе, бидејќи стварно е реткост, поготово бели лавови, тие се
носители на среќа, па се надевам дека ќе ми донесат и во нашиот град и во целата држава среќа после овие тешки моменти, да речеме. Што значи грижата за мајката и за лавчињата во текот на еден работен ден, да речеме, Александар? Па тоа значи 2 пати ја храниме, со бајле кога ќе дојдеме и попладне. Редовно одржување внатре, мада она е многу грижлива и точно на едно место си ги врши физиолошките потреби, така да немаме некоја мака голема околу тоа. Педантна си е и ни помага фактички нас. Околу полот на лавчињата не сме го одредиле уште заради добробита на сеона, што значи. Така е, така. Да. Кога тоа би можело да се случи? Па, отприлика после вакцинацијата, нашиот стручен тим ќе ги прегледа, нели, и ќе го одреди полот, така да ќе бидете накнадно известени за тоа. И нели ќе одлучиме како ќе се викаат. Како ќе се викаат, така е, да. Бела и Чака имаат 3 млади, нели? Но имате една идеја сега што ќе правите со просторот или се уште нема одлучено? Каде луѓето во мај некаде? Сакаме ние да им обезбедиме да ги преместиме во најголемото живеалиште, така да имаат најголем простор, а пред се тоа живеалиште обезбедува малку така одвоено од посетителите. Ќе може да ги гледаат од Видиковецот и од страната од Керисовите. Така да планираме да ги замениме сите платформи каде што лежат лавовите и малку да го племениме живеалиштето со некои реквизити што ќе им бидат интересни на малите лавчиња да дека растат. Така е, да. И уште да кажеме сега од каде ни доаѓаат, нели? Мајката е од? Мајката е од Германија, таткото е од Франција, се родени на македонско тло. Сега се македонци. Така е. Дали треба да зборуваме си уште, господин Стаменов, за таа ни култура наша кога одиме во зоолошки или надминати се работите? Па не може да кажеме дека се надминати, но постепено ги надминуваме со разни акции кои што ги превземаме, со едукација на посетителите, со наша контрола колку што можеме на овие 13 хектари, но мислам дека има сериозно подобрување во културата, така да сме на добар пат. И би апелирал да продолжиме да се движиме по тој пат, така да ќе обезбедиме еден простор за хранење кој што функционираше во претходниот период, тоа е Бејбизу, каде што можат организирано, контролирано да ги хранат животните, а да не нанесеме штета по нивното здравје. Така е, да. Александар, уште нешто да ни кажете, не знам, некоја од лавчињата е особено помило од другите или сите се неверојатно убави? Има некој избор, така нели кога викаат тројка кога ќе се роди, па? Нормално е, ние да си ги разликуваме, имаме почто да ги разликуваме, нели секоја си е различно, али во целина и трите се фантастични, стварно се неверојатна и будат некои чувства што само бебе може да ги разбуди, нели? Така е, да. И што да кажеме друго, освен да посакаме се да е добро, да ви посакаме, нели, да... и Камилата ни е на добар пат да ни донесе мали, а? Да, се надеваме дека се надеваме, да. Ја следиме и Камилата, така да ќе видиме во следниот период. Очекуваме, сигурно очекуваме принови од други животни, така да тука сме ќе известиме. Така е, да. Сега на крајот на ова линковско вклучување само да ви кажам дека сега посакав и уште еден линк, ама тоа за некое време, заради тоа што не знам дали знаете дека овде има неверојатна кујна, во која што има напишано сите имиња на животните и тоа што треба да јадат во текот на еден ден. Така што следниот пат веројатно ќе биде убав момент да се известиме точно од кујната. Договорено, Кико? Од таму, да. Од таму да видите како тоа грижливо се создава оброкот за секој едно животно во Скопската зоолошка градина. И затоа не очајувајте, еве од прва дознавате, на лице место сме овде, дека некаде кон средината на мај, веројатно сите ќе имаме можност да ги видиме трите бели лавчиња, кои што, како рече Александар, ќе ни донесат среќа на сите нам.